Што загрижува е абстиненцијата и апатијата кај луѓето, а токму тоа го сакаат властоддржците. Значи, на било кои избори, особено на вакви избори локални, каде што за советници вие немате цензус, најлошото нешто што можете да го направите е да не излезете на избори. Тогаш ајташите ВМРО-вци, кои што се 300.000 вака, значи они си ги имаат администрација, клиентела, тендерашите, мафијашите и плюс пензионерите, еве сега во септември пак им зголемат, значи тој ХДЗ-евски модел си функционира безпрекорно и вие ги имате 300.000 гласа, фиксно, од старт, и тие луѓе ќе ви одредат кои ќе ви бидат градоначалници, кои ќе ви бидат советници, кои ќе ви носи дупови, гупови, кои ќе ви чисти, кои нема да ви чисти пред зграда, пред куќа, кои ќе ви го собира ѓубрето, кои ќе ви го пали. Јас го разбирам нивниот антистеитизам и тој е оправдан при ваква нефункционална држава и систем, но така, бегајки преку тој ескапизам дека вие сте над политиката, вие дозволувате полуписмена ВМРО да ве владее. И тоа не е баш интелигентно решение. Од тука мојот апел е на масовна излезност. Многу е неинтелигентно да не излезете на избори кои што немаат цензус, затоа што тогаш партиите ќе ве прегазат и нема после жалење. После ќе си ги трпите 4 години и тоа ќе ви биде реалност.